Добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание. Овој пат ве поздравуваме од Вајрано, каде присуствуваме на тестот на финалните 5 автомобили на Аутобест. Оваа година се најдоа интересни модели. Тоа е Citroen C3, кој допрва треба да дојде на македонскиот пазар. Toyota CHR е веќе присутна на македонскиот пазар. Peugeot 3008 го очекуваме многу брзо, како и Seat Ateca, која е презентирана пред некои си 3 недели. И последниот финалист на Аутобест за 2017 е Kia Niro, кој исто така допрва ќе дојде на македонскиот пазар. Она што е интересно и за прв пат се случува е што 5 финалисти веќе ги имаме или во брзо време ќе ги имаме во Македонија. Тоа е потврда дека Аутобест жирито, кое патем речено е најголемо во Европа и во светот според бројот на држави и членки во жирито. Вкупно 32 европски земји кои покриваат виртуелен пазар поголем од 600 милиони купувачи. Hi, I'm Gerhard Končik and I'm proud to represent Austria on the Autobest jury. I'm Dave Humphreys from Ireland. Vinko Kerns, Slovenia. I am Mikko Tomsaja representing Denmark. I am Ozan Adamovic and I'm representing Croatia. I am Okan Altan from Turkey. My name is Thomas Geiger from Germany. I am Ilya Seliktar, I'm coming from Bulgaria and also I am a president of jury of Autobest. Jean-Éric Raoul from France. Ioannis Stavropoulos from the most beautiful country in the world, Greece. Oleg Vasilevsky from Ukraine. I'm Philip Averley from Switzerland. Tonio Darmanin from Malta. I'm Rob van Geniken and I'm the Dutch jury member. I'm Peter Nunn from the United Kingdom. Gabor Széchenyi, I'm representing Hungary. I'm Dan Vardier and I'm representing Romania. My name is Maxim Kadakov, I'm representing Russia. My name is Vladimir Rybetsky, I'm representing Czech Republic. I'm Gianluca Pellegrini and I represent Italy. Hi, I'm Anders Helgesson, I'm representing Sweden. I'm Zakatan and I'm representing Portugal. Petros Sugis from Cyprus. Krumislav Barzov representing Republic of Macedonia. My name is Joan Dalmau, I'm representing Spain. I am Mladen Alvirovic and I represent Serbia. My name is Xavier Duff and I'm representing Belgium. I'm Arnstein Lompen and I represent Norway. Rudolf Karpat, Slovakia. My name is Tommi Lempinen and I do represent a country called Finland. My name is Szymon Sołtysik. I'm a new member and I proudly represent Poland. Првиот ден од тестовите беше резервиран за возење во нормален сообраќај на две предвидени маршрути во должина од 36 и 52 километри, грижливо избрани да ги содржат сите елементи на возење во градски циклус, возење на локални и магистрални патишта. Во овие услови може добро да се доживее употребливоста на возилата, нивната опременост, комфорот на престој во каросеријата, но и помагалата како што се навигацијата, системите задолжени за забава и така натаму. Возењата траја до доцна попладне, пошто жирито заедно со представниците на производителите присуствуваа на работна вечера, во чии рамки има секој по 10 минути за представување и елаборирање на своите производи, пошто одговараа на прашања. Патеката Вајрано е скроена да биде место каде се тестираат возила. Незината конфигурација го дозволува тоа во секој поглед. На самиот почеток дозволува постигнување големи брзини, потоа следи комбинација на свиоци кои може да се поминат со висока брзина, а веднаш потоа се влегува во остри и кратки свиоци кои бараат намалување на темпото и технички пристап во возењето. За потребите на Аутобест беше употребен долгиот правец кој дозволуваше да се тестира забрзувањето од каде се влегуваше на тестот на елените. Тестот на сопирање беше неконвенционален, односно наменет да се донесат до крајна граница сопирачкиот систем заедно со сите електронски помагала. Затоа влажната лизгава подлога беше за една страна на возилото, односно за левите тркала, додека десните газеа на влажен асфалт.
Тестот завршуваше со последниот километар исполнет со лош асфалт, дупки на коловозот, нерамнини и се што би го попречувало нормалното движење на возилата. Од секој финалист беа на располагање по 3 возила со кои успеавме да направиме многу циклуси на возење. Предходно опишаниот круг на тестирање беше во должина поголема од 5 километри, а во паузите помеѓу возењата представниците на производителите беа на располагање за дополнителни објаснувања и одговарање на прашањата. Citroen C3 во својата последна генерација во голема мерка го задржува смерот зададен од филозофијата на марката. Тој е скроен со цел удобноста да биде императив. Модерниот и агресивен дизајн на каросеријата изнудува почит. Иако беше најмал по димензии во споредба со останатите финалисти, впечатливиот изглед го правеше да делува равноправно. Внатрешноста остава силен впечаток, особено предните седишта, чии димензии и удобност може да се споредат со фотеља. Амбиентот е пријатен и биколорен. Во спецификацијата е наведено дека во новиот C3 можни се 36 комбинации на екстериерот и во интериерот. Ергономијата е за почит, но мојот впечаток го расипа грубата и тврда пластика. Сите изведби беа опремени со висока спецификација, но пластиката е под нивото кое го очекував од оваа француска марка. Возните својства пак пружаа сосема поинаков впечаток. C3 е скроен за секојдневна употреба, а не за патека. Сепак успеа стоички да ги издржи малтретирањата и да покаже високо ниво на зрелост. Хибридните возила земаат се поголем замав. Тоа се случува и кај Kia, која со Niro го зголеми своето портфолио во ова друштво. Првата генерација на хибридната верзија на Optima во Европа не остави скоро никаква трага, но Niro е скроен таа слика да ја смени. По прашање на дизајнот не носи никакви смели пораки, дури е и многу обичен. Овој впечаток се пренесува и во внатрешноста, каде акцентот е ставен на функционалноста и удобноста. Niro не се нуди со дизел мотори, а на избор се дури 3 менувачи. Покрај мануелниот и CVT, во понуда и автоматски со двојна спојка, кој ми остави најголем впечаток. Неочекувано за мене, Niro одлично се држеше на патеката. Наглите промени на правецот каросеријата стабилно ги прифаќаше. Целата каросерија делуваше многу зрело и правилно одговараше на провокациите. Просторноста е уште еден аргумент на корејското спортско корисно возило. Можеби целата слика ја нарушува цената која не ни е представена во апсолутни бројки, но наговестено е дека би била повисока од поголемиот брат од портфолиото Sportage. Ова од таборот на Kia го оправдуваат со високиот квалитет и технологиите имплементирани во него. Ако зборуваме за имидж и изглед, тогаш за Peugeot 3008 треба да одвоиме многу простор. Надворешноста е извонредно атрактивна, како да влетала од некое идно време, а во внатрешноста ја краси феноменалниот iCockpit остварување кое никого нема да остави рамнодушен. Одличната ергономија и благородниот изглед на централната конзола делуваат ултра премиум. Возачот е обкружен со дисплеј. На големиот, што ја има улогата на инструмент табла, може да се изберат повеќе графички прикази, чие решение се разликува од зададениот избор. Од класична инструмент табла, спортска, футуристичка и така натаму. Главните команди на помалиот дисплеј преку кого оди селекцијата на останатите функции се копчиња, додека дотерувањата се вршат преку допир на самиот дисплеј. Малиот по форма волан одлично е вклопен во целата слика, додека рачката на автоматскиот менувач има неконвенционална форма. Кога сте зад управувачот на 3008, се чувствувате како во кокпит на интергалактички брод. Во возењето не се чувствува отсутноста на перманентниот погон на сите тркала. Кај 3008 преносот на силата се врши само на предните тркала, а задните ги нагледува електрониката со неколку зададени програми кои возачот може да ги избере. Во секојдневно исползување 3008 е одличен, додека при остри маневри на патеката склонен на надуправување. А тека не е изненадување. Знаејќи го потенцијалот на Volkswagen, логично беше да се направи овој модел. Иако е поставена на модуларното подвозје на групацијата, сепак има знаци на персоналност, првенствено искажани преку светлосните групи, маската на ладилникот, како и карактеристичните странични линии на марката од Martorell. Во интериерот се мириса на Wolfsburg.
Концептуално ништо не се разликува од останатите братучеди, но се чувствува дека завршната обработка, употребените материјали и ергономија се на високо ниво. И во секторот на техниката нема изненадувања во однос на групацијата, како да се одело на сигурно и се употребила веќе добро испитаната формула од Volkswagen Tiguan и Škoda Yeti. Возните својства уште еднаш потврдија дека нема изненадувања и дека императив се возните својства. Патем речено, на тестот за сопирање на лизгава подлога, а тека се покажа како најдобра. Неконвенционален и храбар, тоа е првиот впечаток за Toyota CHR. Колку и да ви е чуден изгледот, ќе ви дадам уште еден аргумент за чудење, неговото име. Купе Hi-Ride кореспондира со купеовската форма на каросеријата, но само јапонците може да смислат такво нешто. Симнувам капа за смелоста која сигурен сум ќе вроди со плод. Поради прекршените линии на каросеријата делува далеку помал отколку што е. Во внатрешноста има повеќе од доволно простор не само на предните седишта, туку и на задните, каде поради спуштената форма на покривот имате клаустрофобично чувство додека просторноста е одлична. Toyota CHR ќе се испорачува само со бензински мотори, а менувачите се мануелни и CVT. Кај овој вториот забележана е зголемена бучавост при забрзувањето, но работењето е безпрекорно. Можеби Toyota треба да размисли да вгради автоматик со двојна спојка, чија присутност би отворила нови искуства во возењето. Што се однесува до возните својства, CHR се истакнува со прецизна управливост и повеќе од добра агилност, но додека ја возев на патека, во преден план избиваше бучавоста на безстепената трансмисија. Тоа беше атмосферата за тестирањето на 5 финалисти на Auto-Best во Вајрано. А ние продолжуваме со останатите содржини на денешното издание на Автомагазин. Светлата во автомобилите се развиваат со секавична брзина. Пред само 15 на години вистински хит беа ксенонските светла, потоа на сцена дојдоа LED светлата, но Мерцедес најавува дека иднината на светлата во автомобилите ќе биде со висока резолуција. Зашто станува збор ќе видите во следниот прилог, а веднаш по него ќе го видите најскапото Ферари, односно најскапиот автомобил кој е продаден на аукција во 21. век. Станува збор за хуманитарна акција на Ферари кој наместо 499 примероци од својот Ла Ферари го произведе 500-тиот примерок и го продаде за $7 милиони. Оваа сума ќе биде доделена за санација на штетите настанати од земјотресот кој се случи кон крајот на летото во Италија. Пред многу години, кога ксенонските светла владеа со проекциите за иднината, некој се осмели да каже дека LED технологијата всушност е таа што ќе ја освои. Нормално, тогаш никој не се осмели да противречи на искажаното. Не ни имаше потреба, времето кое полека одминуваше јасно укажуваше кон што се насочени перспективите. И ако на почетокот на LED светлата се гледаше како најевтина попристапна технологија, која ќе ги замени халогените место прескапите ксенон фарови, инвентивноста на инженерите направи таа денес да се доживува како ренесанса во светот на автомобилите. Со право, затоа што со откривањето на матричното осветлување се согледаа нејзините вистински можности. Но не до крај. Жив доказ се најновите, така да ги наречеме HD дигитални светла на Мерцедес, кои покрај се не може докрај да фрлат зрак светлина на реалните перспективи што престојат на оваа технологија. Моменталните вредности до кои стигнаа научниците од Штутгарт се имплементирање на 1024 диоди во еден сноп, што во пракса значи 8 пати повеќе светлосни елементи употребени за двата фара на идните Мерцедеси. Нетипичната молчеливост наговестува дека многу нешта се уште се далеку од реалната секојдневна примена на патиштата, но сепак треба да се знае дека оваа технологија за прв пат е видена кај компанискиот F-15 концепт пред скоро 2 години.
Применетото се уште е премногу сложено да се навлегува во неговото детално објаснување, затоа и засега од Мерцедес пристигнуваат само ветувачки најави за неговото имплементирање. Најкратко што може да кажеме е дека се ангажирани милион мали огледала во содејство со камера и радар за да се обезбеди оптималната дистрибуција на светлината со оглед на моменталните услови. Тука ќе запреме со објаснувања за 2 милиона пиксела осветлување и додека чекаме на практична реализација на оваа технологија, ќе кажеме дека таа е во можност ако треба да проектира на подлогата пешачки премин или пак логото на компанијата. Или пак она што купувачот ќе го посака, ако е подготвен да плати секако. Ова, како и се друго, се уште е во сферата на фантазијата, но нема да биде уште долго. Затоа и во овој момент мора да се стрпиме малку. Ферари беше легенда уште кога се појави, а сега е недостижна. Не само со перформансите, туку и сцената, бидејќи последниот произведен се продаде за $7 милиони. Овој 500 поред LaFerrari беше најавен при крајот на летото како раритет, бидејќи серијата однапред беше лимитирана на 499 примероци. Се разликува од останатите по уникатната ливреа со црвен ентериер, белите линии кои се протегаат од хаубата до опашката и малото италијанско знаменце на носот. Поводот да се направи уште еден екстра примерок беше да се соберат средства за санирање на последиците од земјотресот во Централна Италија, што се случи во август. Постигнатата цена е највисока за која е продаден некој автомобил во 21. век на аукција. LaFerrari е најновиот од низата суперавтомобили на италијанската марка, започната пред 3 децении со моделот 288 GTO. Следеше легендарниот F40, чија ознака официјално му одаваше почит на основачот на марката Енцо Ферари и 40-тиот роден ден на компанијата. Тој воедно беше и последниот модел на марката со конче на носот, лично одобрено од него. Беше планирано производство на 400 примероци по тогашни 400.000, а денешни $830.000, но заради интересот на пазарот заврши со продукција од 1311 единици. Деценија после тоа се појави и F50, за да после него номенклатурата биде нарушена и неговиот наследник да добие ознака како Енцо. Големата употреба на технологијата од Формула 1 го навести новиот правец на размислување во Маранело, кој резултираше со појавувањето на првиот хибриден суперавтомобил, споменатиот LaFerrari. Тој донесе многу технички посластици за љубителите на суперавтомобили, но само за оние кои имаа најсилна желба и 1,3 милиони евра за да платат за него. Италијанските мајстори на брзината специјално за него го хибридизираа 6,3 литри големиот V12 мотор со 800 конски сили, додавајќи му уште 163 електрични конски сили. Екстравагантниот спортист е долг 4,7 метри, широк скоро 2 и висок нешто над 1,1 метри. И покрај 140 килограми тешкиот Керс систем, од кои скоро половината отпаѓаат на батериите, тежината му е задржана на 1255 килограми. Распределени 41% напред и 59% назад, тие му овозможуваат неспоредливи возни својства. За тркалата од 19-инчни напред и 20-инчи назад се кријат Brembo карбонски дискови на кои им помагаат електронските системи за контрола на стабилноста и пролизгувањето на погонските тркала, како и електромагнетните амортизери. Со помош на 7-степената DCT трансмисија забрзуваат до 100 за помалку од 3, а до 300 км на час за 15 секунди. Но LaFerrari нема да запре ниту тогаш, туку ќе продолжи до максималните 350 км на час, кои го прават најбрзиот серијски модел од Маранело направен било кога. Сега со 5 пати поголема постигната цена од редовната, стана и најскапљив. Scaling the depth
Citroen за новата моделска година го протресе глобалниот CLC, но не ги помеша неговите основни вредности. Затоа и целукупно гледано, изгледот остана главно непроменет. Напред нови се браникот, маската и фаровите со интегрирани LED дневни светла, а назад графиката на светлоста со 3D ефект. Палетата на бои е збогатена, исто и изборот на тркала. Покрај поквалитетните материјали, внатре се забележува и новиот екран чувствителен на допир. Подобрени се конективните технологии, а поддржано е командувањето со глас. Системот за навигација сега има интелигентни функции. Тој може да ви ги каже и цените на горивата на бензинската пумпа пред вас, како и да ве предупреди за можни застои во сообраќајот. Во зависност од пазарот, Citroen CLC ќе се опремува со умно избран спектар на мотори. За стариот континент се избрани бензинските со 82 и 115 коњи и дизелите со 92 и 100 коњи. Трансмисијата е мануелна или автоматска, во двата случаи шестстепена. Citroen CLC и неговиот брат-близнак Peugeot 301 примерно се направени за интернационалните пазари. Представени се во 2012 година и оттогаш продадени во повеќе од 400.000 примероци. За Европа се произведуваат во фабриката на PSA во Виго, Шпанија, од каде првите испораки на обновениот модел ќе тргнат на почетокот на идната година. Франк Риндеркнехт е умен и храбар. Умен да замести нешто како концептот оазис, храбар тоа и да го створи. На светот останува да се угледа на него. Умен да ги препознае вистинските вредности во неговите визии, храбар да ги реализира и направи дел од своето секојдневие. А тоа со најновото дело на овој швајцарски визионер на вистина ќе биде поубаво за живење. Во моментите кога западниот свет ги одбројува деновите до своите највесели празници, тој ни ја сервираше својата божична посластица, концептот Оазис. Благодарејќи на своите ексцентрични концепти, светот одамна го запозна Ринспид, но не целиот, за оној преку океанот, швајцарскиот визионер се уште е мистерија. И ќе остане, зборуваме од искуство. Но за да не биде целосна, ќе помогне и оваа најнова креација, концептот наречен Оазис. Најавен уште пред 2 месеца, тој во себе крие многу најави за иднината на урбаната мобилност, кои на граѓаните на новиот свет ќе им ги открие најпрво во Лас Вегас, а потоа и во Детройт. Овој пак темата му е урбаниот превоз, виден низ неговото бистро алпско око и кристално чист ум. Представувајќи нареден чекор во еволуцијата на персоналниот транспорт, овој концепт најдобро би се опишал како храбра интерпретација на урбано електрично возило налик на кросовер со автономни својства. Ништо посебно би рекле, да не беше Ринспид во прашање. Затоа и изненадувањата во вид на способноста да се сврти практично во место или пак соларните панели на покривот се до некаде очекувани. Тоа може да го кажеме дури и за фиоката во задниот дел, која може да биде загревана или ладена, за пицата да остане топла или пак пивото студено. Затоа што Ринспид е во прашање ги прескокнавме автономните својства, но мора да наведеме дека за разлика од сите други, тие тука се искористени во служба на дизајнот на внатрешноста. Таа веќе не е подредена на должноста на возачот да управува со автомобилот, туку на престојот во неа. Така Оазис е еден вид дневна соба на тркала со фотели кои се ротираат. Кабината е максимално транспарентна, со што патниците имаат непречен поглед на околината. Ќе можат да гледаат и филмови на екраните кои се наоѓаат таму каде сега е управувачот и инструмент таблата. Заднив пак се наоѓа миниатурна цветна градина. Димензиски, Оазис е целосна спротивност на суперпопуларните кросовери. За него Риндеркнехт ќе каже дека е мултифункционално возило замислено како ефикасно превозно средство за урбаните средини и ќе биде во право, но само доколку во моментов можеме да го сватиме тоа. Умните велат прво скокни па кажи оп, храбрите пак скокни може ќе се дочекаш и на месечината. Швајцарскиот ентузијаст кој упорно сака во мислите да ни всади каква ќе биде иднината на мобилноста, сигурно ќе се најде и подалеку.
После долг низ години во мотоиндустријата се појавуваат нови трендови. Еден од позначајните е представувањето нови модели со мотор со зафатнина помала од половина литар, главно изведени како намалена верзија на големите попопуларни двотркалци. Значењето на овој тренд го препознаа и во BMW, од каде пристигна G310 GS. Вистински представник на сенаменската GS серија во секоја смисла, освен во габаритите. Овој моторцикл воопшто не изгледа наивно. BMW го опишува како машина која е снаодлива и агилна во градски услови и совршена за авантури далеку од нив. Веќе на прв поглед визуелно доста подсетува на R1200 GS и одава впечаток дека ги има презедено сите негови квалитети. Во него е вграден едноцилиндричниот водено-ладен агрегат од поагресивниот G310R, представен порано годинава. Има зафатнина од 313 кубни сантиметри и максимални 34 коњи, а ги исполнува Euro 4 нормите за издувни гасови. Наназад навалениот цилиндар обезбедува пониско тежиште и полесна подвижност, а поблизу поставеното предно тркало и поголема стабилност. Новиот баверец има челична рамка, алуминиумска задна вилушка и 19-инчно тркало напред. Преносот е преку 6-степен менувач и ланец, а задната вилушка со подесив моношок амортизер. Неопходното внимание посветено на издржливоста се согледува од тежината која се искачува на добри 170 кг. Заради тоа и на предното тркало е монтиран 300 мм диск, а системот против блокирање е дел од основниот пакет опрема. Исто и LCD екранот. Овој модел заедно со G310R ќе бидат првите моторцикли на BMW кои во целост ќе се произведуваат надвор од Германија. Конкретно во погоните на партнерскиот TVS од Индија, кој активно учествуваше во нивниот развој. На почетокот на ова издание на Автомагазин ве запознавме со активностите на Ауто без жирито и на кој начин беа тестирани 5 финалисти на патеката Вајрано. Кажавме исто и дека по 15 декември ќе се знае победникот на Аутобест за 2017 година. Во изборот учествуваа 5 автомобили, но најголем број гласови доби Seat Ateca. Овој производ на Seat ја добива оваа награда и тоа е прво меѓународно признание што Seat го добива за било кој свој производ. Атеката е интересен производ со пристапна цена и модерна технологија. Па тоа беше и пресудно за поголемиот дел од членовите на Ауто без жирито да го дадат својот глас за Seat Ateca. Доколку ви интересира нешто повеќе кој како гласал и кој е редоследот на оценуваните автомобили, можете тоа да го проверите на нашиот сајт www.automagazin.com.mk или пак директно на сајтот на Autobest кој гласи www.autobest.org. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следното видување за 7 дена на истата фреквенција и во истото време. До гледање.